Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Magdalena, vous me connaissez déjà. Donc aujourd'hui je vous parle des adjectifs qualificatifs en français. Значи, добар ден на сите, јас сум Магдалена, веќе ме знаете, и денеска ќе ви зборувам за описните придавки во францускиот јазик, поточно за нивното согласување по род и по број со именката што ја опишуваат. Ова што денеска ќе го зборуваме, пожелно е да го запишете во вашите тетрадки. Па да почнеме. Il est comment? Како изгледа тој? Elle est comment? Како изгледа таа? Значи, за да можеме да кажеме како изгледа тој или како изгледа таа, треба да користиме описни придавки. Како тие описни придавки образуваат женски род или множина, ќе видиме во денешнава лекција. Како во францускиот јазик образуваме женски род кај описните придавки? Le cas général или општо правило за образување на женски род кај придавките во францускиот јазик е кога на машката форма додаваме едно е. Значи на машката форма од придавката додаваме едно е и сме добиле женски род. За да биде појасно, еве ви пример. Il est comment? Како изгледа тој? Il est grand. Grand, висок, е придавка од машки род. Како изгледа таа придавка во женски род? Видиме сега. Значи, еве го прашањето. Elle est comment? Како изгледа таа? Elle est grande. Гледате? Значи, на машката форма од придавката, означена со бела боја, сме додале едно е за женски род. Grand. И не само тоа, гледате дека има разлика во изговорот. Grand, grande. Значи, има разлика во изговорот помеѓу машкиот и женскиот род. Еве и други примери. Il est brun, тоа е темнокос. Elle est brune, темнокоса. Значи, на машката форма додаваме едно е. Il est blond. Elle est blonde. Повторно разлика во изговорот и гледате. Едно е за женски род. Il est fort. Elle est forte. Повторно разлика и нели. На машката форма означена со бела боја додаваме едно е. Значи да повториме. Општо правило за образување на женски род кај придавките во францускиот јазик е кога на машката форма додаваме едно е. Еве ги придавките grand, petit, blond, brun, joli. И на овие форми за женски род додаваме едно е. Grand, petite, blonde, brune, joli. Значи сме додале едно е и при тоа нели забележувате има разлика во изговорот. Во францускиот јазик постојат и придавки од машки род, често форма завршува на е. Кај таквите придавки, за да образуваме женски род, значи не менуваме ништо, односно истото зборче си останува и за женски род. Значи доколку придавката од машки род завршува на е, не менуваме ништо, истото зборче останува и во женски род. Еве примери. Il est comment? Како изгледа тој? Il est mince, тој е слаб. Значи слаб, именка, тоест придавка од машки род, што завршува на е. Истото зборче останува и во женски род. Elle est comment? Како изгледа таа? Elle est mince. Значи, гледате, истото зборче без никаква промена. Друг пример. Il est chauve, тој е келав. Значи, машка придавка во еднина завршува на е, истото зборче останува и за женски род. Il est sympathique, тој е симпатичен. Elle est sympathique, тоа е симпатична, значи истото зборче, тоест формата за машки род се користи како форма за женски род. Нема никаква промена. Да повториме, значи, доколку придавката од машки род завршува на е, ништо не се менува во женскиот род, односно истото зборче останува и за женски род. Jeune, млад, еве го истото зборче во женски род. Sympathique, симпатичен, истото зборче останува и во женски род. Во францускиот јазик постојат и придавки од машки род што завршуваат на он или на ен. Таквите придавки за да направат женски род, н ја дуплираат и за женски род додаваме едно е. Значи н дуплираме и за женски род додаваме едно е. Еве пример. Il est comment? Како изгледа тој? Il est mignon.
тој е мил, тој е сладок, придавка од машки род што завршува на он. Во женски род, еле мињон, значи н ја дуплираме и за женски род додаваме едно е. Да повториме, значи доколку придавката од машки род завршува на он, за да добиеме женски род, н ја дуплираме и додаваме едно е. Мињон, мињон. Во францускиот јазик постојат и придавки чија што форма во женски род е неправилна. Односно нема правило по кој нели добиваме женски род. За таквите придавки нема друго решение освен да ги знаете напамет. Неколку примери. Il est gros, тој е дебел. Формата од женски род е elle est grosse, значи grosse. Морате да ја знаете напамет. Добра фризура. Il est roux, тој е црвенокос. Женската форма elle est rousse, значи рус, морате да го знаете, да знаете формата на. Значи, во францускиот јазик постојат придавки чија што форма во женски род е неправилна, нема правило по кое се образува и тие неколку примери морате да ги знаете на памет. Gros, grosse, roux, rousse, long, long. Сега, покрај тоа што придавките во францускиот јазик се усогласуваат по род, тие исти придавки мора да ги усогласиме и по број. Значи, ако опишуваме именка во еднина, придавката мора да биде во еднина. Ако опишуваме именка во множина, придавката мора да биде во множина. Општо правило за образување множина во францускиот јазик е кога на формата од еднина, на крајот додаваме едно с. И еве ви пример. Il est grand. Тој е висок. За да направиме множина, еве пример, што сме направили. На крајот од формата за еднина, нели додаваме едно с. Ils sont grands. Значи, за да добиеме множина, на крајот сме додали едно с. Еве повторно пример, повторно опишуваме група, множина. Сега групата е мешовита, имаме именка од женски род вклучена. Значи, кога групата е мешовита и сакаме да ја опишеме со придавка нели во множина, користиме придавка од машки род во множина. Иако нели во групата има и девојче. Elles sont grandes. Сега опишуваме група составена од именки во женски род. За такво нешто да направиме, значи придавката мора да ни биде и во женски род и во множина. Elles sont grandes. Постојат придавки чија што форма во еднина завршува на s или пак на x. Таквите придавки за да направат множина не менуваат ништо. Значи истото зборче си останува и во множина. Il est gros, тој е дебел. Еве сега опишуваме група, множина. Ils sont gros, тие се дебели. Значи придавката gros не сменила ништо. Исто е и во еднина и во множина. Значи тоа важи само за придавки чија што форма во еднина завршува на s или на x. И таквите придавки не менуваат ништо во множина, односно си останува истото зборче. И сега да видиме што запамтивме од денешнава лекција. Прашања на кои мора да одговориме со нели точна придавка. Elle a les cheveux. Таа има каква коса? Коса во француски јазик, гледате според членот напред, е во множина. Од понудени одговори мора да избереме придавка што е во множина. Во случајов тоа е придавката roux, затоа што нели покрај s знакче за множина е и x. Le bébé е. Какво е бебето? Напред, пред бебе, стои членот Л, што ни кажува дека станува збор за именка од машки род. Од понудениве одговори, точен е одговорот мињон. Зошто? Затоа што само тоа е придавка во машки род. Другите, гледате, завршуваат на е, тоа ни кажува дека се придавки од женски род. Mon ami е. Мојот пријател е. Повторно опишуваме именка од машки род. Значи, и придавката мора да ни биде од машки род. Во случајов точен одговор е симпатик. Зошто?
затоа што симпатичен е придавка чија што форма е иста и во машки и во женски род. Другите две, grand и petit, се придавки од женски род. Елен е. Елен е женско име, значи опишуваме име од женски род. Од понудени одговори точен е grand. Зошто? Затоа што само grand е придавка од женски род. Гледате, на крај има едно е. Уште прашања. Се фам сон. Овие жени се. Значи опишуваме група составена од имењки од женски род во множина. Значи, од понудените одговори, точен е одговорот жоли, со ес на крајот, затоа што нели придавка во женски род е и плюс знакче за множина ес. Ел сон. Повторно опишуваме група составена од имењки од женски род. Во случајов на ова прашање точен одговор е менс од понудените одговори, затоа што само тоа е придавка чија што форма е во женски род и во множина. Сет ом е. Овој човек е. Опишуваме именка од машки род, овој човек. Од понудените одговори точен е само одговорот блон. Зошто? Затоа што grand и спортив на крајот гледате имаат едно е што ни кажува дека станува збор за именки од женски род. Monsieur Duval е, господинот Дювал е, од понудените одговори, точен е одговорот шов, тука мораме да го знаеме и значењето, гледате на сликата, господинот е келав, а шов е придавка чија што форма е иста и во машки и во женски род, односно во машки род завршува на е. Се надевам дека работите ви се појасни сега, примената на женскиот род и на множината кај описните придавки во францускиот јазик. Имаме нова вежба, каде што треба да избереме една од понудените придавки. Значи, која од понудените придавки е точна за да добиеме логична и точна реченичка. C'est un petit или c'est un petit garçon. Garçon е именка во машки род. Значи, за да го опишеме момчето, мора да употребиме придавка во машки род. Случајов тоа е придавката petit. Лаура е женско име, значи мора да употребиме придавка во женски род. Од понудениве две е блонд, затоа на машката форма сме додале едно е. Ils sont. Тие се. Значи, штом се тие, станува збор за именка во множина, односно подмет во множина. За да ги опишеме, значи мора да искористиме придавка во множина. Во случајов тоа е придавката prend, затоа што на крајот има едно S. La prof de français е. La prof. Членот напред, la, ни кажува дека треба да опишеме именка во женски род. Значи мораме да избереме и придавка во женски род. Од понудениве две, рус, точниот одговор е рус, значи неправилна придавка, односно неправилна форма што мораме да ја знаеме на памет. Мари и Ана сон grand или grand. Мари и Ана се женски имиња, значи за да ги опишеме мораме да искористиме придавка што е во женски род и во множина. Од понудениве две е grand. Значи, гледате, имаме е за женски род и плюс е со знакче за множина. Стигнавме до домашните. Домашно за вас е да ги опишете следниве ликови, значи ликовите од стрипот Астерикс и Обеликс, да ги опишете во вашите тетрадки, користејќи една до две описни придавки. Значи во вашите тетрадки опишајте ги ликовите од стрипот Астерикс и Обеликс, така што ќе искористите една или две придавки, при тоа внимавајте нели на родот и на бројот. И другата задача за вас, ти е коман, како изгледаш ти, да се опишете самите себе си со неколку придавки, користејќи го понудениот шаблон. Ова ви се линкови што можете да ги искористите за да вежбате образување на женски род кај описните придавки, образување на множина, исто така и нивна примена
Значи, за да ви биде појасно, можете да ги отворите линковите, да ги извежбате вежбичките што ви се дадени, можете нешто и да запишете во вашите тетрадки, или се со цел да ви биде појасно и полесно. И тоа е се за денеска. Можам да ви посакам пријатен ден. Apprenez le français и се гледаме наскоро.